Се наоѓаме во Скопската кафеја на Вршац, во градскиот парк, во непосредна близина на градскиот стадион. Место кое што секој боем и скопјанец добро го познава. Поводот што сум денес тука е книгата која што ја напиша Кристијан Лукаров, кого што го знаеме пред се по убавата песна, но и по неговиот боемски живот, кој што реши да го раскаже токму на овие страници. Можеш книга да напишеш е насловот на неговото дело, кој раскажува многу интересни случаи и настани од неговиот живот и од неговата музичка кариера. Кико, здраво! Здраво, добар ден, добро утро на вашите гледачи. Честитки за книгата, која што, како велиш, ти дошла како инспирација токму поради она што многу често го кажуваме кога ќе слушнеме некоја интересна случка од нечи живот, книга можеш да напишеш. Да, можеш книга да напишеш, така и почнува самата книга, освен што е насловот. Па ми дојде како идеја, бидејќи, како што ме најави со моето долгометражно искуство во музиката и сите случки низ животот, едноставно се полни со толку информации што еден обичен телефон или компјутер кога ќе се преполни, па после викаме, абе ни кочи. Па кочи, значи мора малце да се испразни. Така да и јас во главата толку имав многу информации што негдека сакав да ги кажам, а бидејќи не сум оној што има социјални мрежи кај што ностоп некои се искажуваат со некои работи, викам, ќе направам нешто што ќе остане доживотно. Значи ова е дело што си го оставил и може да се прочита секогаш. И викам, ќе го направам тоа во една книга као едно обележи за све, да заокружам, што се вика. Практично еден хард диск за малце да ја испразниш меморијата од твојот компјутер и да може да биде достапна за секого. Промоцијата на книгата "Можеш книга да напишеш" се случи на 1 март токму тука во Вршац и тоа токму на ден на кој што пред 2 години исто тука беше промовирана твојата песна Скопска. Така. Тоа е една интересна исто приказка со што ќе искористам во овој момент да го поздравам фудбалскиот судија познат тука Гоце Попев. Он редовно доаѓа овдека и е редовно гости на моите свирки и уште кога беше на промоцијата на, зашто он ми е и во спотот на Скопска, на промоцијата на Скопска кога беше овдека и Вршац пред 2 години на 1 март, он само пред 3-4 месеца ми рече: "Кико, промоцијата ќе те биде на 1 март. Нема одлагање." И така да кога некој веќе ќе ти даде датум, ти мораш да се држиш за тоа, да убрзаш, значи ова ти го имаш во лаптоп, си го напишал све, меѓутоа треба да се растрчаш по институции, треба да го испечатиш, треба да збркаш документи, па кога ќе тргнеме кај нас у некоја институција, си има процедура, све си има правила. Па мораш лектор, па графички дизајнер, па све тоа да пријаш. И ја убрзав за да си го стигнеме датумот. Така да све излезе во најубав и ред и све како што треба, све стигнавме на време. Дури ете и луѓето се чудеа како успеа, пошто таа книга е почната на 5.5.2024. Значи многу кратко, меѓутоа се кажани многу работи за краток период. Тешко ли одеше пишувањето книга? Песната е еден медиум преку кој што се изразуваш, меѓутоа да се седни да се напише книга е нешто сосема поразлично. Тоа е баш чудо, јас се чудев сам за себе, бидејќи знам кога нешто куцам на компјутер, кога текстови печатам или било што, кога нешто имам така да напишам или некој сценарио за на работа, пошто во градинка често ги правам сите сценарија, пишувам, меѓутоа не толку брзо, али кога ја имаш идејата во глава, тоа лета едноставно. И јас сам се зачудив кога са бајлето, моментално бевме тогаш во Србија, во кутичката што си ја имам, што ми е за уживање, станав толку рано, бидејќи цела ноќ мислев дека веќе главата ми се преполни, ми се наполни, ја више не можам да функционирам, него мора тоа да излезе. Си станав сам са бајле, си почнав, си шкрабам, па до кај 2 саат, да речем, на ручек, со мала пауза за ракијиче нормално, може ги напишав да речем првите 50 страни, са тие да речем во лаптоп се на тој фонт и на тие
други усовршиш работи, меѓутоа леташе. И после само полека се подсетував на многу настани, на многу случаи и едноставно книгата течеше. Малку ми беше тешко после 2 месеца да речем, затоа што 100 пати се навраќав од почеток и ја прочитав 100 пати да видам да не нешто сум заборел или да не сум го повторил. И тоа проверување, тоа измачување. Али главно одеше лесно. На што најмногу отстапи место во книгата? На кои моменти, на кои случаи од твоето досегашно битисување? Па да ви кажам најискрено, ние имавме, баш тоа сестра ми го кажа на промоцијата, и сакам да кажам за промоцијата дека имаше многу емотивни моменти. Ние имавме едно прекрасно детство. И оттаму ми почна се, затоа што у наше време немаше, тоа е све кажано во книгата, немаше ни телефони, немаше ни компјутери, ретко деца имаа компјутер, така да ние израснавме на еден многу природен начин со сите можни игри. Дали биле жмурки, дали било ластик, женски, машки игри, секакви, све што постои, плочка, значи све што се играло, сите заедно. И тоа ми беше, сакав да го раскажам, затоа што младите денеска јас не гледам да имаат такви игри, едноставно да бидат запознаени со такво нешто. Фудбалот ми е главна тематика во цело време се надоврзува фудбалот како вакво, затоа што како дете нормално сите машки сакаме да бидеме фудбалери. И се појави дојде Лено на Перниче Бело и ја више отидов у музиката каде што и ми беа корените, меѓутоа цело време мислев ќе бидам фудбалер. И криво ми е што децава во денешно време се цел ден на телефони, цел ден се по компјутери, така да највише е застапено тоа, детството, понатаму животот све како тече и баш на последната страна све е така детално објаснето, една поука до младите како треба и како не треба. Каде може да се најде оваа книга за сите тие што сакаат да ја прочитат и да дзирнат во твојот живот и во твојата меморија? Па вака, бидејќи е многу тазе, искрено книгата не беше напишана за да се продава, значи да немам јас од тоа, немав во главата дека ја нешто ќе имам тука корист од тоа и ќар. Меѓутоа, уште пред да ја напишам, веќе задните страни кога бев, на некои најдраги луѓе и најблиски ја препратив на мејл за чисто да не сум утнал некој датум, нешто, корекција на моите најблиски и на 2-3 најблиски пријатели. Така да они веќе ја имаа прочитано и сега кога излезе во ваква печатена форма, консултирајќи се со лекторот, да го поздравам исто Владко Стојковски, ми понуди дека може негдека да се продава, јас тоа уште не знам како оди, ќе се распрашам, најверојатно можеби би ја имало негде, меѓутоа ако имаат луѓето мој контакт или нешто, или на мејл може да ми пишат, ќе се снајдеме да испратиме тој што сака на вистина да чита. Кико, уште еднаш секоја чест за овој чекор што го направи, со тоа ја збогатуваш и твојата биографија и твојата личност, а верувам дека навистина ќе биде вистинско доживување да се прочитаат сите тие случаи, анегдоти од твојот живот кои што досега се мојот и на моите пријатели, и на твоите најблиски колеги, најблиски, значи тоа е многу битно зашто јас со некои луѓе нормално се консултирав сега, затоа што ги спомнувам некои имиња, некои не, бидејќи може некои не сакаат, али само ако е мојот живот ќе биде чиста автобиографија, али вака е малку заокружено со сите наши дешавки, со сите наши свирки, настапи, патувања, одења по риба, значи сите тие од детството, другари од средно, другари од понатаму од академија, колеги и така, со мали консултации со нив, ете, дозволија да биде напишано дека е мојот живот и животот на моите пријатели, најблиски, семејство и така. Ти благодарам за интервјуто. Ви благодарам многу. Во секое време ти благодарам, Ирена, бидејќи стварно одвојуваш време секогаш ете кога ќе излезе некој вака интересен настан. Со задоволство.